Почитувани граѓани присутни овде вечерва, почитуван министер за култура на Република Бугарија Боил Банов, почитуван помошник на министер за култура и информација на Република Србија Асија Драча Мунтејан, почитувана директорке на Народниот музеј во Белград Бојана Борич Брешковиќ, почитуван директор на Националниот археолошки институт и музеј во Софија Христо Попов, уважени представници на Собранието на Северна Македонија, почитувани председатели и заменик председател на нашата Академија на науки и уметности, на бугарската овде присутни, почитувани представници на министерствата, почитувани професори, почитувани општественици, деловни луѓе, ваши екселенции, амбасадори, градоначалници присутни, драги гости од сите соседни земји од регионот, почитувани представници на медиумите, колку е убаво кога сме заедно сите. И тоа не исполнува сигурно сите. Денеска сме на овој значаен настан кој ни овозможува средба со историјата стара 27 векови. Отварањето на изложбата 100 години Требениште е наслов на приказната за скапоцените траги на една исклучително богата култура откриена пред 100 години во близина на Охрид или некогашен Лихнидос. Пред 100 години започна да се одмотува филмската лента исполнета со артефакти за една мистериозна, историска и културна загадка, која денеска, овде, во Археолошкиот музеј на главниот град на Република Северна Македонија, ги обединува сите три дела од нејзината блескава севкупност. Таа е резултат на исклучително значајна иницијатива на трите институции: Националниот археолошки музеј на Република Северна Македонија во Скопје, Народниот музеј во Белград и Националниот археолошки институт и музеј при Бугарската академија на науки во Софија, каде што се чуваат вредните артефакти од локалитетот Требениште, откриен во различни декади на минатиот век. Раководителите и кустосите на овие институции направија историски чекор кога се согласија дека најсоодветен начин да се прослави 100 годишнината од откривањето на првите артефакти од овој археолошки локалитет е да се подготви изложба во која по прв пат во историјата ќе се представат заеднички сите наоди од некрополата кај Требениште. Изложбата со нејзините околу 400 вредни археолошки предмети, заедно со фотографиите и архивските наоди, има за цел да ги прикаже митот и загадката за Требениште. Милиони вредни информации и одговори откриваат мноштво погребни маски, златни апликации во облик на рака, сандали, алки изработени од злато, сребрени ритони, кантароси, бронзени садови, предмети од сребро, килибарни гердани и друг накид, оружје и керамички предмети и што ли уште не. Почитувани, Требениште е безвременска загадка која денеска обединува. Загадка која за прв пат во својата историја пред нашата и светската јавност се представува во нејзината блескава целина и која од Скопје потоа ќе замине да биде представена пред јавноста во Србија и Бугарија. Оваа благородна иницијатива говори за одважноста и за доблеста на слободоумните и прогресивни лидери во науката и уметноста да ги тргнат разликите настрана и да се фокусираат на нештата што обединуваат, наместо на нештата што разделуваат. Резултат на оваа иницијативност, која прифаќа дека разликите може да се трансформираат во скапоцен дар за соработка, е токму оваа изложба. Изложба која трите земји ја принесуваат пред олтарот на светските цивилизацијски вредности, за да сведочи и низ придонесот на Требениште, за немерливото и непроценливото културно-историско наследство што овој регион, Балканот, го има во своите археолошки локалитети. Златните маски и другото археолошко богатство од Требениште предизвикуваа многу генерации археолози да ја откријат приказната за непознатата аристократија што живеела крај брегот на Охридското езеро во текот на периодот од 6 до 4 век
пред нашата ера. Сега, епилогот за окружената приказна за загадката Требениште имаат шанса заеднички да ја решат националните историски археолошки институции од Бугарија, Србија и Северна Македонија, а зошто да не, можеби во иднина и во соработка со соодветните институции од Грција. Токму затоа, со оваа изложба и заедничка иницијатива, приказната за Требениште и за нејзините историско-археолошки вредности, сега добива една нова, голема шанса, која јас со целото свое битие и владата која што ја водам, искрено ја подржуваме. Ја користам можноста да ја прогласам оваа прекрасна изложба за отворена.